Благодарам, почитувана председателке, почитувани колеги, почитувана јавност. Повторно иста тема, повторно најголемата дилема е што значи истакнат правник. Повторно имаме дебата која што е еднонасочна и каде што ние браниме нешто што треба да се одбрани, а колегите од мнозинството апсолутно ништо не кажуваат и на крај кога ќе дојде гласањето ќе си биде онака како што е договорено на бихачка, а не како што тука се развила некаква дебата. Ова институција, Собранието на Република Македонија, има и меморија каде што имаме нели стенограми кои што ќе каже од истекот на годините како што и претходно се избирале суди, затоа што тоа е уставна обврска на Собранието да ги избереме уставните суди. Така и овој пат се избира, но тука имаме во меморијата и неколку коментари од поранешни пратеници од СДСМ, коментари од сегашната секретарка на Собранието Цветанка Иванова, коментар од поранешниот пратеник господинот Јани Макредули, каде што постојано се критикува начинот на избор на уставни суди, постојано во зависност од тоа кој е на власт и кој е во опозиција, цело време нешто ни смета, но за жал низ годиниве како да не сакате и не сакаме како политичари тука, за волја на вистината, ќе се ставиме сите на куп да се исправи нешто во државата, како да се нема волја да се направи еден исчекор во правосудниот систем, еден исчекор во она што би значело правна држава, она што би значело добар, нормален живот и правичен живот на граѓаните во Република Македонија. Сите овие критики кои што се изминативе години насочени, гледаме дека постојано се вклучуваат и некои нови субјекти во барањето да се прецизираат условите за избор на уставни судии, како што се и Хелсиншкиот комитет и неколку здруженија на граѓани, меѓутоа се остава за понатаму, а сега треба да си се заштитат интересите на власта и тоа ни е првата и основна цел која што треба да се направи. И доколку видите дека овие кандидати кои што се предложени досега и што се усвоени, се дел од системот кој што направија доверба во судството од 8%, доколку видиме дека овие кандидати се дел од системот кој што ја донесоа Република Македонија во однос на индексот на корупцијата од 66 на 111 место, ќе сватиме дека нешто смрди во Република Македонија. И ќе сватиме дека и понатаму мнозинството и она што се договара на бихачка апсолутно нема никаква намера да се подобри во иднина. Зошто ова го велам? Затоа што функцијата уставен судија е можеби најмоќната функција во Република Македонија, можеби според мене е помоќна и од функција председател на Република Македонија, затоа што ги има речи си истите права, меѓутоа има двојно подолг мандат од 9 години и со самото тоа што уставните суди имаат мандат од 9 години, тоа можеби до некаде ќе гарантира безбедноста и комодитетот на оваа власт која што ги предлага и која што ќе очекува во наредните 9 години да бидат заштитени како мечки покрај сите оние, доколку се управи да речеме судството во другиот дел, покрај сите оние представки кои што стасуваат, покрај сите оние иницијативи, тие да бидат заштитени затоа што надлежноста на Уставниот суд гарантира неколку сфери, меѓутоа сите одлуки, какви и да се конечни и извршни, и тука гледаме дека практично е надежта на мнозинството дека во иднина ќе бидат заштитени за сето она што се прави во Република Македонија во изминатите години, а самите параметри ги гледаме и преку извештаите на Европската Унија, на Европската комисија, ги гледаме и преку оние сите мерења кои што се случуваат без разлика на кое поле, каде што гледаме дека имаме само уназадување како држава, како ова што го спомнав и по индексот на корупцијата. Сега за надлежностите. Судиите одлучуваат за усогласеноста на законите со Уставот и затоа што Уставот треба да биде највисок правен акт, тие треба да го бранат и Уставниот суд практично
основна ингеренција е тоа, меѓутоа гледаме дека усогласеноста на законите со уставот постојано се крши, постојано се навлегува од некакви надлежности кои што не можат да ги решат во судовите, па тука ги озаконуваме за да нема понатаму основ за гонење и така натаму, односно ги озаконува власта, како случајот со законот за Мак Петрол, каде што спор кој што наместо да се реши во суд се решаваше тука со законско решение. И за сето тоа гледаме дека Уставниот суд, нормално контролиран од сегашната власт, нема никакво поведување на постапка или спорење на уставноста на овој криминал кој што се озакони. Понатаму, но друга надлежност е Уставниот суд да одлучува за усогласеноста на другите прописи и колективните договори со уставот. И повторно тука Уставниот суд требаше да реагира кога се донесе овој закон за минимална плата, кој што беше изманипулиран од власта само за да се направи некаков популизам, меѓутоа понатаму видовме дека немаме усогласеност ниту со колективни договори, ниту со нешто што им гарантира права на работниците, но и тука Уставниот суд повторно си молчи, повторно наместо да исправи работата, затоа што во основата на законот за работни односи си стои по квалификации таму дека како се пресметуваат платите, коефициентите и така натаму. Гледаме дека и тоа се прекрши и дека повторно Уставниот суд не реагира. Треба и штити слободите и правата на човекот и граѓанинот кои што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата, јавното изразување на мислата и така натаму. Како Уставниот суд сега ќе штити мислата кога оваа госпоја која пред неколку дена беше изгласана за уставен судија, таа учествуваше во изготвување на закон каде што ќе се осудува слободата на мислата. И мислам дека апсолутно се прекршуваат сите принципи кои што ќе кажам уште еднаш дека во иднина треба да донесат подобра правна држава. Потоа треба да ги решава судирот на надлежностите меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт. Имавме еден пример со нашиот премиер, поранешен премиер, кој што се уште е газда во оваа држава, кој што владее со мислата на мнозинството, дека тој беше истовремено и премиер, беше истовремено и министер за финансии, а па беше и председател на Советот за судски реформи, ако не се лажам, или како и да се викаше тоа тело. Значи имаме едно мешање на надлежностите и на извршната и на судската власт, меѓутоа и законодавната, која ќе видиме дека 95% од законите кои што се предложени во ова собрание се наметнати од владата, а не се предложени по иницијатива на пратеници, гледаме дека истиот човек ги контролира сите три власти. Понатаму Уставниот суд треба да решава за надлежностите меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа. Исто така тука имаме мешање на надлежностите кога истиот тој господин Зоран Заев што го отвори неговиот приватен, како се вика тоа, мол во Струмица се запали, па им наредуваше на локалните власти од позиција на премиер да праќаат донации за да се справеле луѓето и така натаму. И гледаме дека постојано овој суд кој што треба да ги решава оние проблеми, не ги решава, а дополнително па и се оптоварува со овакви послушници кои што треба да ги аминуваат сите одлуки и така натаму, да не должам во однос на надлежностите, затоа што навистина секаде се кочат. Сега во однос на она што значи истакнат правник, ќе повторам и претходно говорев, затоа што нема дефиниција за истакнат правник, никаде не можеме да сретнеме дефиниција, освен во некои држави каде што имаме дополнување на терминот истакнат правник, каде што кажува дека има правило да работи најмалку 20 години во судството, дека треба да ги помине сите скалила и степенесто да напредува кариерата. Во Република Македонија истакнат правник можеби е, не знам, некој кој што се истакнува со некакви атрибути, затоа што гледаме дека нема апсолутно никакви трудови или нешто што би го истакнале од околината. Ќе повторам за колегите кои што претходно не беа тука за семантичкото значење на терминот истакнат. И овој термин може да се однесува на растенија, може да се однесува на животни, може да се однесува на луѓе,
на објекти кои што се истакнуваат со нивната големина, убавина, со нивните доблести, со нивниот труд, со нивната работливост и така натаму, но во овие кандидати кои што се досега изгласани никаде не видовме дека некој се истакнува со нешто видливо во однос на работата, во однос на правото, а можеби, ќе повторам, се истакнува со некакви атрибути кои што за нас се непознати или способности. Можеби и тоа е некакво истакнување. Некој има способност на мимикрија, некој има способност на камуфлажа, некој може да се адаптира спрема оние кои што ги носат законите според власта, според потребите и така натаму. Но еве овој пат со денешниот кандидат гледаме дека навистина овој кандидат се истакнува со неговата работа и за него ќе продолжам понатаму. И уште една работа само во однос на она што го говоревме претходно, не според мене и според оние некаде дополнувања во некои држави, треба уставните суди да бидат со една импозантна кариера, една импресивна кариера и треба да бидат пред завршување на својата професионална кариера, затоа што доколку, како во случајот со Татјана Васик Бозаджиева, им остануваат уште неколку години после завршувањето на мандатот за уставен судија во правосудството, тогаш тие ќе бидат подлежни на било какви притисоци и уцени, затоа што повторно од мандат на уставен судија ќе треба да се врати да работи како правник во некоја институција или како судија во некој суд. Сега, за разлика од Татјана Васик Бозаджиева, која што има 0 напишани трудови, има 0 правни успеси постигнато, освен оние, ќе повторам, после кои што претходно ги говоревме. За разлика од таква господја, имаме денес кандидат во ликот на Тодор Никола Витларов од Штип, кој што е предлог за судија на Уставен суд од страна на ВМРО ДПМН, и не е тој предлог затоа што се истакнува со некаква мизавост, туку затоа што позади себе има една импресивна кариера и нешто што го истакнува за разлика од останатите правници. Тодор Никола Витларов е роден 27 септември 1958 година, еден човек кој што е веќе, би рекол, при крај на работната кариера, кој што има работено многу работи, кој што има напишано многу трудови и човек кој што сметам дека според целото ова CV кој што е прикажано тука треба да ја заокружи својата кариера со една функција на уставен судија, затоа што низ годините и низ неговиот работен век тој навистина има постигнато многу, има објавено многу книги, има објавено многу стручни трудови, и тоа не било какви, туку ќе прочитам дел од нив, нешто што навистина ни недостасува на Република Македонија, нешто што навистина би помогнало во иднина. Тодор Витларов е автор на делото Јавното обвинителство во правниот систем во Република Македонија, нешто кое што не функционира во моментов, меѓутоа сметам дека како член на Уставниот суд ќе може да допринесе за подобра функција на обвинителството. Автор на книгата Репресија и превенција на корупција, нешто што повторно не функционира, нешто што е срам за Република Македонија, за граѓаните на Република Македонија, нешто што не буди перспектива во идните генерации, а тоа е корупцијата, но овој наш кандидат има напишано еден труд посветен на превенцијата од корупцијата. Понатаму е автор на делото Казнено право, посебен дел со примери од практика, правосуден систем во Република Македонија, збирка судски одлуки, казнено правна заштита на изборниот систем, перспективи на домашната правна рамка за спроведување на изборите, спроведување на одредбите на кривичната одговорност на правните лица, практична примена на спогодувањето за видот и висината на кривичната санкција во правната година од примената на новиот закон за кривична постапка и така натаму. Значи,
човек кој што со неговото дело е диаметрално спротивен од овие кандидати кои што стануваат уставни судии. Тука би ја спомнал и Добрила Кацарска, која што можеби ете и за неа, ете знаеме дека се издаваат трудови за нејзината работа, меѓутоа како не треба да се работи, а не како треба да се работи, дури ни представува светол пример на Универзитетот Колумбија, каде што се осудува нејзината работа, а за волја на вистината беше наградена како еден екзекутор од страна на власта кој што пресуди 211 години затвор за оние луѓе кои што бара правда ги класифициравте како терористи, а истата таа Добрила Кацарска во истото тоа дело прекрши закон каде што минимална казна од 10 години, за минимална казна од 10 години таа да осуди 8 години затвор за соработник и наместо да биде пример како не треба, власта си ја вдоми во Уставниот суд за да може да ги штити понатаму нејзините интереси. И така натаму, навистина има многу за читање за делата на Тодор Витларов во споредба со Кацарска, во споредба со Васиќ, која е една според нас контроверзна личност која што има учествувано во многу промашени проекти како што се вакцинацијата, како што се набавка на респиратори, има учествувано во проектот за казна за говорна мисла и така натаму. Господја која што апсолутно ништо нема напишано, меѓутоа очигледно е според ова нејзино CV дека е добар послушник, претходно на Никола Тодоров, кој што го нарекувавте министер за смрт, а сега и на Венко Филипче. Најголемиот проблем, почитувани колеги, не е во тоа дали некој ќе биде како лик изгласан, предложен од страна на мнозинството или предложен од страна на власта. Најголемиот проблем е што ќе се работи понатаму и каква иднина не очекува. И навистина, покрај сите отстапки кои што ги направивме како Република Македонија, начело со премиерот Зоран Заев, кој што свесно влегуваше онаму каде што никој нормален не би влегол, гледаме во последните неколку месеци дека и сите овие отстапки не се доволни за да имаме напредок, а сега вие дополнително го закупувате правосудството, така што очекувам овие 8% доверба во правосудниот систем да бидат уште пониски, затоа што бираме овакви кандидати кои што, ќе повторам, може би се истакнуваат со некакви атрибути или вештини кои што за нас не се видливи, а за граѓаните уште помалку. И во меѓувреме имаме нова шлаканица каде што се вели дека се нема желба за борба против корупцијата. Имаме нова шлаканица од Европската унија, од холандскиот амбасадор, имаме шлаканица од Европската комисија, каде што во сите поглавја гледаме назадување, наместо да гледаме напредок. И навистина сум загрижен на каде оди оваа наша држава, навистина сум загрижен и се прашувам дали вие, колеги, немате деца и внуци и не мислите дека треба нешто да се подобри во Република Македонија, кога постојано, со години наназад, гледаме дека имаме уназадување на секоја сфера и дали еднаш ќе се решите да направите еден чекор, за разлика од вашиот газда или вазал, господинот Муртинец Зоран Заев, кој што држи во заложништво покрај правната држава, пробува да ја држи и вас во заложништво. Овие постапки ниту се за оправдување, ниту некој, верувам, од вас кој што размислува со своја глава може да ги оправда, и знам дека сте свесни на каде оди оваа работа, меѓутоа ако сакате напредок, пак ќе ви кажам, не е доволно само да го обезличиме идентитетот на Република Македонија, не е доволно да ги промениме историските факти како држава, не е доволно да ги внесете бугарите во Уставот на Република Македонија, туку треба да почнете да работите со суштински реформи. А суштинските реформи почнуваат од правосудството,
Суштинските реформи почнуваат од образованието, од здравството, од земјоделието, од економијата, од борбата со корупцијата, а не почнуваат со ставање на овакви луѓе како Тања Васич, како Добрила Кацарска, како еден од вашите кандидати Љубомир Јовевски на такви високи функции, можеби највисоки во државата. Јас уште еднаш би апелирал до вас, размислете што правите. Сите имате деца, сите имаме деца, сите ја гледаме иднината во Република Македонија, затоа што сме имале можеби шанси да отидеме некаде, но сме останале тука да се бориме. 9 години да дадеме мандат на луѓе кои што апсолутно ништо немаат добро постигнато во своите кариери, освен што биле потрчковци на едната или на другата власт, спрема овие кои што имаат сиви, кои што се состои од многу трудови. Мислам дека е штетна одлука и за вас, и за системот во Република Македонија, и за вашите деца. Би ве замолил уште еднаш да размислите и да донесеме правилни одлуки, затоа што овие не се обични одлуки, ова не е нешто што е краткорочно, ова е нешто што 9 години ќе треба да го влечеме, да го трпиме и сите да живееме со фактот дека поради нечи интерес, поради нечија желба да си ги заштити своите постапки, треба и нашите деца да се откажуваат од оваа држава, нашите деца да се разочаруваат од начинот на живење, од правдата и од она што треба да значи правна држава. Благодарам.